Италијанската агенција за цивилна заштита соопшти дека бројот на загинати во земјотресот која зафати централна Италија достигна 73 лица, а има и стотици повредени и непознат број исчезнати. Шефот на агенцијата Имаколата Постилјоне ја објави бројката на денешниот брифинг, но истакна дека бројките се уште се провизорни. Агенцијата за цивилна заштита ги координира спасувачките тимови, во кои се вклучени стотина тимови од Италија. Истовремено се поставуваат чатори во најтешко погодените градови за да се сместат луѓето кои останаа без своите домови. Земјотресот со сила од 6,2 степени според Рихтеровата скала, кој утрово го погоди планинскиот дел на централна Италија, предизвика голема штета, а бројот на загинати постојано расте бидејќи многу луѓе се затрупани, а спасувачите тешко стигнуваат до непристапните места. Најпогодени се местата Акумолија, Матриче, Поста и Арквата дел Тронто. Во градот Матриче, кој речиси целосно е уништен, спасувачката акција е во пол нек. Улиците што водат до градот се отсечени. Луѓе се заробени по турнатините. Големите блокови од камен што се урнале од земјотресот ја отежнуваат потрагата, а уништена е и болницата што дополнително ја отежнува помошта на настраданите. Потресот се случил во 3 часот и 36 минути додека луѓето уште спиеле и ги натерал панично да бегаат низ улиците, додека земјата се тресела од вторични удари. Голем број домови се целосно уништени во областите каде што беше епицентарот на земјотресот, во регионите Марке, Умбрија и Лацио. Локалните жители и спасувачките служби се борат да ги спасат оние кои останаа затрупани под урнатините. Министерството за надворешни работи на Република Македонија изрази длабоко сочувство до семејствата на сите загинати и повредени во силниот земјотрес, кој го зафати централниот дел на Италијанската република. Воедно Министерството за надворешни работи извести дека македонската амбасада во Рим е во постојан контакт со надлежните институции во Италија и до овој момент нема информации за повредени и или загинати македонски државјани. За сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани, кои во моментот се наоѓаат во Италија, молиме да се обратите на дежурните телефони во амбасадата на Република Македонија во Рим, како и во Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Стои во соопштението од МНР. Италија е една од сеизмички најактивните земји во Европа и лежи врз два раседа. Последниот голем земјотрес го погоди централниот град Лаквила во 2009 година, при што загинаа над 300 луѓе.